Тројца градоначалници од Македонија на Советодавниот комитет во Брисел учеа за начинот на аплицирање и можностите за добивање средства од европските фондови. Македонски брод веќе соработува со израелска фирма како консултант. Македонија многу малку ги искористува средствата од ИПА фондовите. За жал, милиони евра кои се на располагање од Европската унија не доаѓаат во државава. Тоа беше една од темите на заедничкиот советодавен комитет на региони кој се одржа во Брисел, а на кој учество зедоа и неколку наши градоначалници. Единствена општина Македонски Брод е позитивен пример за искористување на овие пари. Веќе е договориле и странски инвестиции. На оваа локација општина Македонски Брод има планирано да бидат изградени 4 соларни централи од по 1 мегават. За нивна изградба засега заинтересиран еден израелски инвеститор, кој што со помош на општината планира средствата да ги обезбеди од ИПА 2 фондовите. На 15 ноември ќе биде надавањето за купување на земјиштето. Тоа е инвестиција што можат инвеститорите да ги користат и ИПА 2 фондовите и нивна иницијатива беше и мислам дека ќе успеат бидејќи ги исполнуваат сите услови. Во општина Македонски Брод од ИПА 1 фондовите веќе имаме искористено средства, ги искористи наша фирма Млекара во село Ижишта, која успешно работи. Војнески вели дека нивното искуство за аплицирање до овие пари ќе го пренесат и на други фирми. Но другите општини пак признаваат дека им треба едукација и обука како да дојдат до овие средства. Тука не е големата слабост. Не секогаш општините се запознаени со можностите и често пати роковите поминуваат без воопшто да се аплицира. Затоа стануваат некои огромни средства неискористени, едноставно се добива впечаток како да не сме заинтересирани. Сите информации за ИПА фондовите можат да се добијат во канцеларијата на Европската унија во Скопје.